Драги скопјанки, почитувани скопјани, почитувани представници на медиумите, денеска имаме чест да го представиме она што е всушност продолжение на третманот на комуналниот отпад во нашиот град, кој што како град Скопје го започнавме некаде пред околу 2,5 години. Ова се 5 од 37 возила кои што допрва треба да пристигнат во нашиот град, за кои што јавното претпријатие Комунална хигиена спроведе постапка за јавна набавка и договорот е склучен некаде кон крајот на минатата година. Овие 5 специјализирани возила се возила кои што се наменети за собирање и транспорт на отпад за джебните канти кои што се наоѓаат во нашиот град, меѓутоа и за индивидуалните канти во домакинствата, како и за контейнерите, односно садовите за отпад од 1,1 литри. Вредноста на 5 возила изнесува 38 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Како што веќе напоменав, имаме уште 32 нови возила кои што ќе ги представиме некаде до крајот на месецот како ќе пристигаат, и тоа 5 возила кои што се наменети за контейнери од 1,1 до 5 метри кубни, 10 возила кои што се наменети за контейнери од 5 метри кубни, 5 возила за контейнери од 1,5 метри кубни, 5 возила така наречени самоподигувачи со носивост до 7 тони, 10 цистерни за миење улици, 2 кипери со капацитет од по 16 кубици. Сите овие возила ќе бидат испорачани до крајот на месецот. Вкупната вредност изнесува околу 200 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Градот Скопје пред некаде околу 2,5 години започна со воведување на нови стандарди во третманот на комуналниот отпад, политики кои што ги водат најсовремените европски градови. Беа купени и поставени нови 540 контейнери со капацитет 3,2 литри, 30 контейнери за складирање на отпад од под 2000 кубни метри. Со оглед на тоа што станува збор за еден сосема нов систем, градот набави 4 нови комунални возила за третман на тој тип на контейнери, а набавени беа и 950 нови корпи за жебен отпад, што всушност беше повеќе од половината од тогаш постојните 1750. Набавени се 12 електрични машини за вакуумско чистење, 10 електрични возила за чистење и миење на јавни површини, како и 10 возила за миење на јавни површини, тротоари и вишњаци по улици. Напоменувам дека сите овие возила кои што ги купуваме, целата оваа техника е технолошки најнапредната што може да се добие на пазарот во овој момент, со цел да влијаеме на неколку компоненти. Прва е јавната хигиена, која што овој дел кој што го одржува градот и како видливо е подобрена од една страна, од друга страна се технолошки напредни да не го загадуваат воздухот во нашиот град. Градот Скопје нема да престане со инвестирање во овој тип на ресурси во јавните претпријатија, напротив ќе ги напредуваме процесите внатре во претпријатијата со цел да постигнеме едно поголемо ниво на сервис кон граѓаните од една страна, од друга страна соочени сме со фактот дека ќе мора да го зголемиме инспекцијскиот надзор и казнената политика со цел да на определени критични точки кои што се јавуваат во нашиот град, едноставно девијациите кои е комуналниот отпад во прашање престанат. Затоа уште еднаш дозволете да ги повикам скопјани да го чувствуваат нашиот град како нивни заеднички дом. Кога го третираме градот како заеднички дом, тогаш му даваме и поголема убавина и повеќе сме врзани за него, а верувам дека нема човек кој што не сака да живее во еден поуреден, почист и поеколошки, подостапен и поприфатлив град. Благодарам.